По завршувањето на Втората светска војна и формирањето на Народната република Македонија како рамноправна членка на тогашната ФНРЈ, животот во државата почна бргу да се нормализира. Македонските граѓани, радосни и понесени од фактот што се здобија со своја сопствена држава, масовно се вклучија во акциите за обнова и изградба на земјата. Радоста и масовноста биле присутни насекаде, па и во Берово. Не постоеше работоспособен човек што не сакаше доброволно да се вклучи во овие акции. Во Берово пак на акциите се одеше со развиорени знамења, со песни и со зурли и тапани. Така разурнатото во војната и другите последици од неа бргу почна да се санираат. Во изградбата на социјалистичкото стопанство во Берово се тргна со национализација на занаечиството и трговијата. Од приватните занаечиски работилници и дуќани се оформија занаечиско-услужни задруги, главно од шивачкиот, столарскиот и чевларскиот занајат, а во трговијата од соодветните трговски дуќани се формираа набавно-продажни предпријатија. Во тоа време во Берово не постоеа индустријски капацитети, освен хидроцентралата на браќата Васко и Милко Штребевски, која исто така беше национализирана. Во областа пак на земјоделието и сточарството, од 1949 година се почна со колективизација, односно со создавање селански работни задруги. Оваа активност се одвиваше и со своевидна пропаганда за доброволно здружување на трудот, земјиштето, на сточниот фонд и на орудијата за работа. А всушност, сето тоа се вршеше под притисок и со насилни средства. Луѓето што даваа отпор беа затворани и осудувани на долгогодишна робија. Оние пак што прифатија да работат во задругите, повеќе ја бойкотираа работата. Сето тоа лошо се одрази на земјоделието и сточарството, а со тоа и на животот на луѓето кои зависеа претежно од овие стопански гранки. Кога државата увиде дека насилната колективизација нема иднина, 1952 година донесе одлука за нејзино укинување. Наскоро потоа беа укинати и за другите во областа на занаечиството. Во тоа време беше донесен законот за забрана на чување кози, со што е направен уште еден погрешен чекор, кој исто така ги погоди земјоделците, особено сточарите. Овој закон формално е укинат 1990 година. По ослободувањето како една од приоритетните задачи во сите социјалистички земји, па и кај нас, беше индустриализацијата и електрификацијата на земјата. Се сметаше дека овие стопански гранки се основа и услов за стопанскиот и вкупниот општествен развој. Затоа често беше истакнувана паролата индустриализацијата плюс електрификацијата е рамно на социјализам. По ослободувањето, една од приоритетните задачи на сите социјалистички земји, па и на нашава земја, било индустриализација и електрификација. Тогаш со пропагандата се говорело дека индустриализацијата плюс електрификацијата е еднаква на социјализам. Па сите социјалистички земји тргнале во развој право на индустријските капацитети. Така и Берово почнало исто така со отварање на индустријски капацитет. Со индустријскиот развој во Берово се започна во областа на дрвната индустрија, зашто постоеа и најповолни услови. Во рамките на оваа индустријска гранка, 1945 година се формираше и првото предпријатие Шумско стопанство Малешево. Негова задача било одгој и експлоатација на богатиот шумски фонд, околу 35.000 хектара, изворено добра шумска маса од борови, буки, дабови и така натаму. Развојот на тоа предпријатие се одвил мощне брзо. За кратко време почнале со производство на расаден материјал, на расад за пошумување, со кој снабдувале поширокиот регион, па и во цела Македонија, произведувале годишно околу 4 милиони расад или единици на расад. Започнале со производство на етерични масла,
со капацитет од 7 тона годишно, па почнале да режат буков и боров материјал, годишно произведувале околу 5000 кубика. Имали и рибник кој произведувале неколку тони риба, имали и други капацитети. Последните години, главно по транзицијата, повеќето од неговите производствени капацитети веќе не постојат, а некои работат со ограничени капацитети. Денес во предпријатието работат 100 вработени. Во далечната 1947 година се формираше и дрвно-индустриското предпријатие Огражден. Тоа започна како пилана за обработка на букови и борови трупци, за потоа да отвори оделение за производство на мебел. Формирал погон за столови, специјален погон, за столарија за намештај за куќите. Со столовите он доби широка афирмација. Тие столови беа извезувани не само во тогашна Југославија, него во пошироко во Америка, во Австралија, во разни други земји. Но и тој комбинат со тек на времето во еден период биле вработени над 400 луѓе во комбинатот, што значело многу за едно Берово во однос на личниот семејниот стандард, па и пошироко за општествениот стандард. Некаде пред 90 година он станал посебно акционерско друштво со модел на откупување на акции од сите вработени, и од кога тоа се случило, комбинатот почнал да запаѓа во тешкоти и со стечајна постапка бил укинат. Наскоро по ослободувањето на земјата, 1951 и 1952 година, се удрија темелите и на текстилната индустрија во Берово. Во тоа време беше формирана килимарницата Партизанка за производство на рачно ткаени јазолни персиски килими. По изградбата на новата хала се отвори и погонот за джинс облека, кој подоцна прерасна во посебно предпријатие – Бекон, кое се присоедини кон текстилната индустрија Македонка од Штип. Во текот на 1960 година во Берово беше формирана и фабриката за позамантерија Малешевка. Таа прво се присоедини кон текстилната индустрија Македонка од Штип, а потоа и кон Интекс од Скопје. По изградбата на погонот за завојни материјали и погонот Белилна, во 1976 година се интегрира со РО Алкалоид Скопје, во чиј состав беше се до 1990 година. Во периодот на нејзините неголеми постигнувања, таа вработуваше околу 700 вработени, со што се етаблира како најголем и најуспешен стопански субјект во општината. Од текстилната индустрија ќе споменам дека по 90-тите години се формираат два нови капацитета кои ден денеска успешно работат, што значи се од голема важност за стандардот на луѓето во Берово. Тоа е капацитетот Полотекс, кој денеска вработува некаде околу 200-250 вработени, и капацитетот Бетекс. Тие се формирани со собствен капитал и во собствени простори. Тие капацитети значат за општината и поради тоа што знаат да помогнат на луѓе со дарителство, со спонзорство, па и на спортски организации и на други организации, што секако има свој одраз во општествениот живот во општината. Во октомври 1982 година во Берово започна со работа и фабриката за самолепливи ленти Белема. Таа успешно работеше се до 1992 година, кога поради познатите причини со транзицијата западна во тешкотии, па и за неа беше отворена стечајна постапка. По укинувањето на земјоделските задруги 1952 година во Берово и пошироко во Малешево се започна со формирање на земјоделски организации. Така, меѓу другите, беше формирано и земјоделското стопанство Малешевска слива Берово. Подоцна тоа се интегрира со други земјоделски организации од Малеш и се формираше земјоделско-индустријскиот комбинат Малешево.
Тој комбинат одигра голема улога затоа што вработуваше доста голем број работници и неговиот капацитет нарасна многу. Се посеа околу 300 хектари со сливи, со вишни и со други јаболки, овошни гради. Се насеа големи површини со житни култури и така се вработија многу луѓе, отворија капацитети за производство на сокови, на ракија и на други производи од овошите. Во текот на 1957 година во Берово се формираше и автотранспортното предпријатие. Тоа започна со 2 автобуса и со 3 товарни камиони, но набрзо прерасна во модерно транспортно предпријатие. Веќе во 1979 година располагаше со 20 автобуси и со 135 товарни возила, со носивост од 575 тони и со 335 вработени. Во јавниот сообраќај тој не ги обслужуваше само Беровчани и Малешевци, него и соседните градови и села во нашето обкружување. Дури сретнав податок дека тој во општествениот производ во општината учествувал со 11,7%. Тоа значеше многу за Берово. Значеше и за социјалниот живот, затоа што пред неговото формирање во Берово постоеше само еден автобус кој не беше од Берово, сообраќаше од Кочани до Берово, таму со воз за Скопје, и одеше само еднаш дневно. Така да тешко можеше да се дојде и до карта. Луѓето мака мачија да стасаат до Кочани и до понатаму во другите дестинации. По ослободувањето почна да се развива и ПТТ сообраќајот. Но развојот на овој сообраќај се одвиваше мошне бавно, така што до 1960 година во Берово се користеше само примитивната индукторска телефонија. Новата дигитална телефонска централа во Берово беше пуштена дури во 1997 година со капацитет од 3072 броја. По конфискацијата на приватните трговски дучани почна да се развива и социјалистичката трговија. Се формира државни социјалистички предпријатија, како што беше НАМА, ХУНАП и други, во кои се продаваше конфискуваната стока и набавуваше стока, она стока што можеше да се набави во тој период. А тој период беше карактеристичен по голема криза, не можеше да се набавува се што се сака и се работеше со купони. Тоа беше купонски систем. Тоа беше еден мачен период. За тоа време полека се формира стокопромет и трговпромет во Берово, 2 предпријатија. И со тек на времето тие се интегрираа и под еднакво име трговпромет почна да работат мощно успешно. Во еден период трговпромет имаше големи просторни капацитети, продажни, но и складишни капацитети. Вработуваше доста број на работници, што имаше свое влијание на социјалниот живот. Но со 90-тите години, со транзицијата, западна во криза и тој почна со стечајна постапка, што да пропаѓа и тој веќе не постои. Сега, добро е да се спомне дека со трговија се бавеа и други фирми со надворешно потекло. Тоа беше Бата за кондури и некои други, сега да не ги набројувам, меѓутоа со време и тие пропаднаа и тие веќе не постојат. Но во последно време се формираа нови трговски капацитети, продавници, дучани, маркети, супермаркети, кои исто така вработуваат доста луѓе. Што се однесува до занаечиството, тоа во повоениот период значително опадна. По растурањето на занаечиските задруги, занаечиите продолжија со самостојна индивидуална дејност.
Само еден дел од столарите се префрли во столарскиот погон при дрвната индустрија огражден во Берово. Но со тек на времето и самостојните занаетчии постепено ги затвараа дуќаните и бараа работа во предпријатијата во државната собственост. Опадна и интересот на младите за занаетчиството. Тие повеќе почнаа да се насочуваат кон образованието, кон науката, кон културата. Оде на школување во соседните градови, подалеку во Скопје и така натаму. На некој начин го избегнуваа занаетчиството. Така многу занаети се укина и денеска на прсти може да се набројат занаетите кои работат во Берово. Кондураджи, бербери, столари и да не набројувам. Со овој занат се занимавам преди 60 години. Преди 60 години. Јас бербер станах на млади години. Не сега. На млади години станах бербер. И така цел живот го прекарах со овој занат. А јас друго пред животот не сам работил, само това. Бербер, треба да одиш като чирак, ќе одиш некоја година додека да го научиш занаато и после одехме војска. Се ожених, фамилија, створих фамилија, деца, после они нараснаа. И така животот го прекаравме. Порано Берово беше многу поарно и поживо. Имаше народ. Сега нема. Сега нема народ. Вечерно време, сека вечер имаше корзо. Младите одеа на корзо. Излазеа, сега младите одат по кафаните. Па живеело се, добро се живеело. Па секоја работа, која се работи убаво, се добро живее. Без разлика дали е занаат или е друга работа. Берберницата постои од преди 50 години. Тоа беше соба и јас го направих берберница. По берберницата само новини се читаше. Немаше други, немаше телевизори, немаше това. Само новини се читаше и од новините се учехме ние новини, што читахме, това е било. Друго не е имало. И младите си прикажуваа нивните проблеми. Имаше народ, а сега нема народ, народот избега. Јас сум занаетчија, лимар, калеџија, работим и други работи. Изработуваме од бакар. После 20 години почнав да се занимавам со занаатот. Имаше тука стар мајстор, јас го наследив него. Имав многу мера на тој занаат баш. И дојде тука, кога ме види мајсторот, ме оцени од тогаш дека можам јас да го работам тој занаат. И веќе сум самостоен, сум 10 години, сам си работам од ученот. Нема наследници, мисля дека нема ни да има. Тешко. Тешко. Работа нема баш некоја си работа. Пластиката го замени лимот.
Во областа на угостителството и туризмот, по национализацијата на приватните угостителски и сладкарски дуќани, во 1947 година беше формирано државното предпријатие ХУНАП. Предпријатието обавуваше угостителска, хотелска и сладкарска дејност. Меѓутоа, овие дејности во Берово не се развиваа со онаа динамика и во онаа мера во која се развиваа во попристапните и пофреквентните градови во Републиката. Постоеше една зграда во Берово која беше прилагодена како хотел во центарот на градот, но тоа беше еден вид импровизација. Многу е битно да се каже за еден кафеана или ресторан кој бил помодерен, понов, формиран веднаш по ослободувањето со изградбата на задружниот дом во Берово. Тоа е позната кафеана Солун. Таа кафеана била сврталиште на беровчани. Таа одиграла многу важна улога за луѓето во Берово, за тоа што тука се одвивал социјалниот живот. Тука луѓето се срекавале, се договарале, се дружеле, се забавувале со убава храна, со убав пијалок. Тука ги покажувале своите човечки вредности, солидарноста, помошта, меѓусебното почитување и така натаму. И тоа било еден, како да ви кажам, еден световен храм за беровчани, особено за луѓето чаршијари кои биле повеќе наклонети за кафеански живот. Но и досега непознати причини таа пред неколку години беше разрушена. Просторот и ден денеска зјае, така да речем, во чаршијата и ја наградува чаршијата, така да многу беровчани жалат за тој ресторан и велат додека постоеше Солун, постоеше и Беровската чаршија. Таа веќе не е тоа што била некош. Во времето на социјалистичкиот период во Берово имаше еден феномен, значи Беровското корзо, кое што скоро сите беровчани поминале низ него, имаат многу интересни, убави спомени и таа традиција во Берово се одржуваше долги години, се до некаде последните години пред распаѓањето на Југославија или пред транзицијата. Тоа беше една пријатна атмосфера, че корзото се одвиваше на главната улица, односно понекогаш на тротоарот на улицата, а понекогаш и симнато долу на улицата, од градската црква, нели, до градската кафана Солун. Беше место за средби, за разговори, за додворувања, за дружења. Со пуштањето во употреба на патот Берово-Виница-Кочани, почна поинтензивно да се размислува и за развој на сместувачките капацитети, односно за развојот на угостителството и туризмот. Така дури во 1976 година се изгради првиот хотел во Берово, хотелот Македонија, со капацитет од 64 легла и со модерно опремен ресторан. Сместувачките капацитети се зголемија и со изградба на детското летувалиште на атрактивното место кај Беровското езеро, со капацитет од 230 легла. По него, 85-та година, се изградија и вилите за летување на просветените работници, со капацитет од 64 легла и со модерно опремен ресторан веднаш до езерото. Овие капацитети долго време беа едни од најпосакуваните и најпосетуваните туристички локалитети во околината на Берово. Од хотелско-угостителските објекти треба да се спомнат и објектите на местноста Јуовец, изградени 1955 година, во кои престојуваа и се одмараа голем број туристи. Заради атрактивноста на местото, заради пријатниот мирис што го испушта боравата шума, но тука се одвиваше и културно-забавниот живот за беровчани и пошироко за селата. Особено во летните периоди, таму се изгради плоча, нели? Има природен амфитеатар, местото е такво интересно.
направено со клупи, убав ресторан со гурманска скара и тука летно време, цело лето, речиси обавезно сабота и недела, се организираа игранки, нели, младите организираа концерти и други видови на забава. Тука излегуваа беровчани и постарите, уживаа во убавата скара и во убавата музика, а младите се забавуваа играјки на плочета. За жал, после неколку години, тој капацитет се остави препушти на забот на времето и денеска веќе не се користи. За богатата туристичка понуда, огромна заслуга имаат и новоизградените луксузни и атрактивни туристички комплекси. Манастир во Берово, Аурора покрај Беровското езеро и бела вода на падините на Огражден. Овие туристички комплекси со комплетна опременост, со спа центри, фитнес сали, сали за семинари, современи ресторани, базени, спортски терени, со богата туристичка понуда, со алтернативен туризам, со еколошката храна и со високо квалитетната услуга, го привлекува вниманието на туристичката јавност, не само во нашата земја, туку и пошироко во Европа и светот. Тие ја кренаа туристичката понуда на ниво на високите европски и светски стандарди и критериуми. Манастир, мислам дека во текот на сите овие години стана символ за туризмот во Берово, па и околината. Особено и како символ можеби за алтернативниот тип на туризам на Македонија, не само на Берово. Бидејќи ваква една комплетна понуда како што имаме ние од секој аспект кој што е потребен за да се очинува туристичката понуда, мислам дека нема дури и на друго место во Македонија да се најде. Кога реков комплетна понуда, мислев на сместување, храна и исто така туристички пакети кои што може да ги ползуваат гостите во текот на денот за своја забава. Целата градба е во стил на македонска куќа. Архитектурата на самиот манастир кој што се наоѓа веднаш до нас, Свети Архангел Михаил, е пресликана во хотел манастир, оттаму и неговото име. Храната на хотел манастир, односно нашата кујна, е исто така одлика на македонската традиција, всушност пред се на малешевската традиција, бидејќи тука навистина специјалитетите кои што ги имаме, поголемите од специјалитетите кои што ги имаме на нашата трпеза, може да се вкусат всушност само тука во овој предел. И не е само до рецептите кои што се навистина автентични, туку е вкусот на храната, односно на мерниците кои што се произведени овде во ова нова поднебје, кои што се еколошко, сосема еколошко производство и оттаму нивниот специфичен вкус. Однос на спортско-рекреативната понуда, Берово нуди патеки за пешачење и исто така велосипедски патеки. Поголемиот број од нив ги има маркирано планинарско-спортскиот клуб Малешевска корија, чиј што председател сум јас, и имаме уште многу голем број на проекти замислено, зацртано како би ја збогатиле содржината која што би можела да ги понуди Берово од овој аспект. Полека но сигурно, туризмот во Берово и околината прераснува во основна и најдоходовна стопанска гранка, со реални можности за уште подинамичен развој. Што се однесува до развојот на комуналното уредување на Берово, ќе започнеме со проширувањето и поплочувањето на главната улица Маршал Тито 1958 година. Од двете страни на улицата се изградија тротоари и се насади дрворед. Истото се направи со улицата 23 август. Поинтензивното асфалтирање на другите улици започна дури по 1973 година. За денес речиси да нема неасфалтирана улица во градот или неасфалтиран пат од градот до селските населби. Во Берово има водовод уште
пред Втората светска војна. Некаде од 1932 година има зафатено вода од реката Брегалница во Абланица и по цевки спроведена до Надберово, до еден базен и после пуштена главно по главната улица низ Берово со цевки. Тука биле поставени неколку чешми, десетина, гусени цевки и вода се пуштила со рачки. Таа вода до некаде ги задоволила потребите на беровчани, била чиста, употреблива и за пиење, и за готвење и така натаму. Таа овозможила да се формира и градска бања во Берово со 8 кабини за мажи и 8 кабини за жени. Дури после 55 година е направен нов водовод. Водата е земена од бунари од реката Брегалница и со помош на електрични пумпи е качувана горе на Јуовец, над Берово, во резервар и оттаму е пуштана по цевки низ градот. Речи си насекаде низ градот, што овозможило луѓето да ја воведуваат дури и во своите куќи. Во рамките на проектот за изградба на браната на Беровското езеро, беше планирано од двете негови води да се обезбеди водоснабдување на сите населени места во Малешево, со исклучок на неколку села и наводнување на Беровското поле. Ова беше единственото решение за наводнување на Беровското поле, бидејќи со новите урбанистички решенија на Берово беа прекинати двата јаза кои уште од турско време го напојуваа полето. За остварување на овие плански задачи, од браната на езерото беше инсталиран челичен цевковод во должина од 6737 метри и цевководна мрежа за наводнување и водоснабдување со вкупна должина од над 100 километри. Во текот на 1984 година, во близина на местото кај што завршува челичниот цевковод од браната, беше предадена во употреба и пречистителната станица со капацитет од 200 литри во секунда. Од тогаш Берово и поголемиот број села од Малешево се снабдуваат со вода за пиење од Беровското езеро, а голем дел од Беровското поле е покриен со мрежа за наводнување. Интересно е да се спомене дека во центарот на градот биле собрани 3 воденици речиси една до друга, тоа е кај сегашната автобуска станица, и нивното бучење, како да кажам, предизвикувало пријатни чувства кај минувачите. Затоа што водата доле во колелото на водениците се спуштала по дрвени корита, ние ги викаме буки, за да ги вртат тие колела. И таа бучева од буките и од колелата долу, а и од вртењето на воденичниот камен со таа штичка што ударала по нив, овие звуци создавале неверојатни пријатни чувства. Тоа личело, како да ви кажам, на рустикална музика, на едноставна, проста, селска, но длабоко сензибилна. Така што тие звуци го инспирирале познатиот наш беровчанец, иначе гениален, морам да речам, музичар, педагог, аранжер и композитор, да ја напише познатата негова суита, мала суита, се вика Воденичарка. Таа се наоѓа во фонодокументацијата на Македонската радиотелевизија. 1976 година започна канализирањето на реката Брегалница со кејски ѕидови и каскади. Со тоа се оневозможи излевањето на реката од коритото и поплавување на земјиште и на некои стамбени и други објекти во нејзина близина. Освен тоа, од двете страни на реката се изгради убаво уреден и осветлен кеј за прошетка и за одмор на луѓето. Развој на Берово како урбана населба датира од многу одамна. За тоа сведочеше старата Беровска чаршија со прекрасна архитектура, која за жал по ослободувањето беше разурната. Денешните урбанистички решенија на градот се врз база на урбанистичкиот план на Републичкиот завод за урбанизам, донесен неколку години по ослободувањето. Со изградбата на стамбените објекти
настана една пресвртница главно од 1960 година. Тогаш старите градби, кои беа градени со стари материјали, жива цигла, со плетари и така натаму, на нивно место почна да се градат згради со цврст материјал, со бетон, со печена тула, со железо и така натаму. А по земјотресот 1963 година во Скопје почна да се градат и згради асизмички згради, да бидат отпорни на земјотреси, затоа што Берово и околината е трусно подрачје. Здравствената заштита на населението по ослободувањето беше една од приоритетните задачи на тогашното Поверенство за здравство во Берово. Неговата задача беше да го организира здравството во целата околија. За таа цел беа ангажирани лекарите Никифор Буклиовски од Берово, Јован Шантаров, руски емигрант, и еден заробен германски лекар кој подоцна беше префрлен во Струмица. Во еден период, веднаш по војната, овие лекари ја вршеа целокупната здравствена заштита во Берово и околијата. Подоцна доаѓаат нови генерации на лекари, кои оставија неизбришлива трага во здравството на населението во Берово. Не смее да се прескочат заслугите на нашите врвни лекари со потекло од Берово. Јас во прв ред би го ставил Јован Влашки со неговата сопруга. Мислам се викаше Милева, ако не грешам. Тој е лекарот кој прв пресадил бубрек во Македонија, беше на специализација во Англија, таму кога се врати, и беше директор на клиниката за урологија и таа клиника и денеска го носи неговото име. Но не е тоа само неговата заслуга. Неговата заслуга е додека работел со сопругата во Берово. Беровчани и денеска го паметат, тој веќе е покоен, по тоа што стигнувал да пружа здравствена заштита на секој што имал потреба од тоа и било каде и во кое време да се наоѓа. И зиме и лето. Зимно време и по снег и по дош, со чизми на нозете и со пелерина на грбот, оде во секоја куќа да заврши работа. Тоа беровчани не го забораваат. Тие услуги, исто така и неговата жена. Мораме да го спомнеме и доктор Мико Карчовски, кој е основоположникот на Заводот за трансфузиологија и хематологија во Македонија, еден од организаторите на крводарителството во Македонија. До неговото доаѓање во тие служби, прво постоеле служби за крводарителство и така натаму, крводарителството не било развиено. Со неговото доаѓање за година-две пораснало неколку стотина пати и така натаму. Така да и тој е еден од врвните лекари кои оставиле неизбришливи траги во нашето здравство. Беровци негуваат традиција за образование уште од првите децении на 19 век, со отварањето на Келиното, подоцна Народното училиште во манастирскиот комплекс Свети Архангел Михаил. До крајот на Втората светска војна, во Берово, во зависност од општествено-политичките состојби, имало и екзархиско и српско училиште. И во тие периоди, беровци оделе да се школуваат и надвор од Берово, и во таа смисла треба да се подлече дека на школувањето биле испраќани не само момчиња, туку и девојчиња. Тој податок ја потврдува и еманципираноста на жените од Берово. Берово како мало градче има едно основно училиште, Основното училиште Дедо Илјо Малешевски и едно средно училиште Ацо Русковски. Во Берово од секогаш, значи уште од времињата кога започнале келињите училишта во Берово и пред тоа се воспоставува една сериозна традиција и на продукција на учителски кадар, но и на големо посветување на образованието. Тоа ќе се одрази и до денешни времиња. Значи, овие две училишта од Берово, нескромно можам да ги пофалам како
квалитетни во смисла на вистина сериозна посветеност од сите генерации на учителскиот, на наставничкиот кадар, не само на образованието, туку и на воспитанието на учениците кои излегуваат тие училишта. Како резултат на тој висок квалитет на работата на овие две училишта е и видливите статистики кои покажуваат дека многу од учениците кои произлегува од овие училишта постигнаа сериозни и високи резултати на пред се на професионален и на научен план. Во средното, особено во средното училиште во Берово, покрај она основна програма за образование, значи се организира и многу дополнителни активности на учениците. Вреди тука да се подвлече и да се акцентира активноста на драмско-рецитаторската секција, предводена од тогаш професорот Вера Зогравска. Овде се негуваше во ова катче, значи во таа секција, драмскиот аматеризам во Берово. Во Берово никогаш не постоела институција театар, но преку таквите организирани форми, беровчани имаа можност и да си ги пробаат и своите дарби како глумци, но и да допрат со многу драмски текстови, со многу драмски изведби и постигна високи резултати, многу често прва, втора награда на републичко ниво и повисоко, така да и денеска луѓето кои што поминаа низ тие активности кои ќе се сретнат си ги споделуваат своите убави спомени од тоа време. Општина изработивме стратегија за економски развој, во која стратегија приоритетно место имаше развојот на туризмот. И се разбира, за да се оствари стратегијата, да ја реализираме во периодот до кога таа трае, моравме да дадеме приоритет на развој и на туристичките населби кои се наоѓаат во општина Берово, тоест туристичката населба Беровско езеро, туристичката населба Суилаки и туристичката населба Абланица. Мислам дека направивме едно добро, зашто морам да кажам, ако Берово беше анонимно место и непознато не само за странските туристи, туку и за туристите од Република Македонија, сега тоа е веќе на 4-тото место по туризам и по број на гости, посетеност во Република Македонија. Се надевам дека така ќе продолжиме и во иднина, со тоа што проекти кои треба да се реализираат за подобрување на развојот на туризмот е изградба на водоводен систем на туристичката населба Беровско езеро, изградба на колектор за однесување на фекалните води на Беровско езеро, подобрување на напојување на електрична струја со подобрување на електричната нисконапонска мрежа во сите туристички населби и сето тоа зборува дека во иднина ќе има услови за изградба на нови туристички објекти, а се разбира со зголемувањето на капацитетите за сместување се зголемува и бројот на гостите. Но тука не смее да се заборават и културно-уметничките настани кои ги правиме како локална самоуправа, со тоа што веќе сме препознаени не само во Република Македонија, туку и надвор од нашите граници со Етноплоштад фестивалот, каде доваѓаат гости од целиот свет, од Австралија, од Бразил, од Франција, од Германија, така да соработката која ја имаме со општините кои сме збратимени надвор од границите, допринесува исто така да се донесат туристи, да се донесат гости. Сметам дека тоа е најдобрата реклама
за развој на туризмот. Значи, со сето тоа што го градиме, се гледа дека се трудиме да се подобри животот на самите граѓани кои живеат во општината, но се разбира и самите туристи да се осеќаат и да подобро и да пакетите кои им се нудени од туристичките работници им бидат побогати. Пешечките патеки кои се обележени по убавите Малешевски планини, велосипедските патеки кои исто така се обележени, тоа се една добра рекреација за гостите кои доаѓаат. Не смееме да го заборавиме и развојот на руралниот туризам, кој рурален туризам индиректно поврзува, тоест го зголемува и производството на земјоделието, тука и на сточарството, тука е познатиот наш беровски малешевски компир, нашето малешевско сирење, па тоа се причини кои луѓето сакаат да доваѓаат. Хотелите и хотелиерите ги зимаат овие производи од локалното население и со еден збор, значи, гледаме како една од најперспективните гранки туризмот за да општина Берово и понатаму обстојува. Но за жал, дали тоа е тренд или помодарство, сепак младите сакаат да ја напуштат и ја напуштаат општината, одејќи во поголемите центри и во Република Македонија и надвор од границите, се заради тоа што не можат да го прифатат тоа да го работат што го работеле нивните родители, што го работеле нивните предци. Па од тука можам да кажам дека со иселувањето на младите луѓе од нашата општина, природните ресурси кои ги имаме и кои со нивно работење и со нивно подржување имаме еден солиден обстанок, сепак се заборавени, запоставени и за жал се помалку младите сакаат да се занимаваат со тие дејности кои се занимавале нивните родители.